Почитувани граѓани, сите кои што не следите преку Facebook, социјалните мрежи, добро вечер до сите вас и добро дојдовте во нашето студио во кое што ја слушате програмата и да знавате многу повеќе во што има и какви проекти има во програмата на кандидатот за градоначалник на СДСМ, доктор Сашко Николов, програмата Во сигурни раце. Вечерва тука со нас, знаете дека овие избори се одржуваат во време на пандемија. Токму затоа избираме еден нов начин преку кој што допираме до сите вас и ве информираме за сето она што го работиме и секако ве информираме за сето тоа што е предвидено и во програмата на кандидатот на СДСМ за избор за градоначалник тука во Штип. Вечерва со мене се подпредседателот на СДСМ Оливер Спасовски. Добро вечер за вас. Добро вечер. И секако кандидатот за градоначалник доктор Сашко Николов. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Јас имав можност да бидам тука и пред 2 дена и да комуницирам и да ве запознам и вас подобро, а исто така Оливер го знам веќе подолго и најдов нешто многу заедничко за вас двајца, а тоа е дека двајцата сте вредни, посветени и главна карактеристика ви е редот и дисциплината. Колку е важна ова карактеристика подпредседателе за еден градоначалник? Јас би кажал генерално, ако сакате да се бавите со политика, да бидете на било каква јавна функција, дали се тоа членови на влада, пратеници, а најмногу би рекол за градоначалник, мора да бидете пред се посветени и пожртвувани во работата и да имате љубов кон работата. Зошто? Заради тоа што функцијата подразбира служење на граѓаните. И ако сакате да им служите на граѓаните за нивните потреби, тогаш многу се важни ваквите карактеристики. Несомнено, Сашко ги поседува сите тие карактеристики како докажан човек, како професионалец, како многу трудолюбив, многу посветен во работењето и најважно од се, целиот свој живот до сега и професионална кариера го посветува токму на граѓаните и на животот на граѓаните. Затоа е многу важно да при изборот граѓаните на Штип продолжат со избор на човек кој што ќе го води сигурно градот. Многу е важно сето она што е започнато во изминатиот период. Имавме 3 години власт локална во Штип, кој што ја предводеше сегашниот министер Благој Бочварски. 3 години исполнети со многу работа, многу проекти, решавање на многу клучни прашања за Штип, покренување на многу проекти кои што биле со години наназад, еве, например, браната на река Отиња, која што веќе е на самиот старт за почеток на градба, и затоа е многу важно да се продолжи тој пат. А исто толку е важно и кој ќе го продолжи тој пат. Затоа јас сметам дека сега барем многу лесен избор имаат граѓаните на Штип. Навистина доктор Сашко Николов со сите негови карактеристики како човек и како професионалец ќе можеме навистина да бидеме сигурни дека и ќе има и ред во работењето, ќе има и дисциплина, дека тоа што ќе се вети пред граѓаните ќе се работи и ќе се реализира во наредниот период и на тој начин ќе се јакне кредибилитетот и негов личен, кредибилитетот и на сите граѓани кои што него го поддржуваат како кандидат. Дисциплината, како што кажавме, е многу важна карактеристика. Секако дека посебно во работата, но и во начинот на живот, вие, доктор Николов, ја осознавате таа карактеристика и таа дисциплината, со неја се запознавате многу подобро на ваша рана возраст, а тоа е чинам кога сте имале само 6 години како дете и почнувате да се занимавате со карате и стигнувате дури до црн појас. Од каде таа љубов? Ке зборувам и за програмата, но мене ми беше многу интересен овој дел кога разбрав дека доктор Сашко Николов, значи е врвен професионалец, но и каратист со црн појас. Па како дете бев доста темпераментно дете и моите родители поготово се сеќавам дека тоа беше едно зима, мои 5,5 години, каде што бев буквално
народно штипски кажано здивеам по дома, скоков од кревет на кревет. Тоа време филмовите со борелички вештини беа 3-4 филмови вртеа на телевизија и имав желба да бидам каратист. И мојата мајка ме однесе во карате клуб Македонка, кај господинот Кирчо Патрахлиев, мој тренер, мој другар, мој пријател, човек кој што ме водел низ животот. И на моја 6-годишна возраст почнав да тренирам карате. Бев многу болежливо дете до душа, како дете, мала промена на температурата, малку да се испотам, ја бев со температура, во болницата бев и чест гостин на инекции и инфузии. И кога почнав карате, мојата баба покојна мораше да ми сплете едно волнено елече кој што го носев под кимоното. Тоа е една анегдота кај што првите година-две дури ми беше срам, па мораа на моето кимоно да ми сошијат копче за да не се гледа елечето кога ќе идев на тренинг. И после година и пол јас прекинав да се разболувам кога почнав со карате. Значи го тргнав елечето и после второ одделение веќе него не облеков тоа елече. И таму во тој карате клуб бевме едно друштво, ќе кажам, од генерација другари кои што и ден денеска се дружиме, кој е завршил војна академија, кој е во безбедносните сили, во полицијата, кој е економист, доктор и така натаму од сите сфери имаме, ден денеска се дружиме и соработуваме. Тој тренер направи од нас дисциплинирани млади момчиња, каде што буквално после секоја школско полугодие моравме да го носиме нашата книжка, школска ученичка книжка, да го види просекот на оценки кои што го имавме и доколку и виде дека имаме пат, имавме забрана за тренинг. Значи имавме приоритет првен учењето, слушањето, поготово нашето однесување на улица, и на трето место беше каратето каде што одевме да тренираме. И од сите нас што бевме таму, сите постана интелектуалци, академски граѓани, граѓани кои што се грижат за здравието, за безбедноста на нашите сограѓани. И во тој период бев дел и од пионерската карате федерација, репрезентација, па јуниорската, младинската, и последните 6 месеца пред да почнам, односно кога почнам со факултетот, бев дел и од сениорската карате федерација и ми е чест и привилегија да го кажам тоа дека токму каратето е и причината што успеав во тоа да бидам одличен основец, одличен средношколец, на факултет да завршам во рекордно време, да имам време да учам, да спортувам, да излегувам, да се дружам, така да кога како водич го имате спортот кој што прави рамнотежа на умот и телото. Значи да го контролирате целата енергија што имате во себе, да ја насочувате правилно, може да си го организирате времето и да постигнете се што е пред вас. Каратето ме научи дека према секоја работа која што треба да влезам да ја работам или ќе ја наумам, влегувам компетативно и влегувам со цел да победам и да успеам. И тоа се моите принципи на функционирање како студент, како и после како помлад доктор, така и причината, храброста да имам да го напуштам тогашен Филип II. Имав понуда во Германија, во Лајпциг, меѓутоа јас се вратив во Штип. Буквално од ништо направивме интервентно одделение, каде што со гордост еве сега како надвор од таа установа од клиничката болница Штип, како пратеник во собранието на Република Северна Македонија, со гордост зборувам за тоа одделение, со гордост можам да коментирам дека сме слушнати и присутни во цела Европа и поготово сме во првите 10 институции на Балканот. Одличен момент е тој кога вашиот учител или во карате, како веќе значи се нарекува, ве учи и на вештината да се одредат приоритетите. Исклучително важно и за еден градоначалник кој што ќе треба да ги одреди приоритетите на граѓаните, на кои што прво значи ќе треба да се посвети, кои што им се најпотребни и се секако во согласност со нивните барања. На кратко само, дали имате освојувано некои награди дома, имате некои така украси кои ви се признание за вашиот надпревар? Па нормално, за да бидете дел од репрезентацијата, карате репрезентација на Македонија, мора да бидете државен првак.
Тоа беше услов да имате едно државно првенство освоено, да имате уште 4 други првенства кои што се одвиваа во нашата држава. Бев балкански првак во Бугарија на, сега заборев како се викаше местото, во Хасково, на турнирот во Хасково бев балкански првак, во Белград трето место, Мишколц трето место, така да тоа време имавме еден проблем со федерациите, имаше една друга федерација, повторно малку политика, па бевме спречени да учествуваме на светско првенство, бев исто така кандидати за светското првенство, меѓутоа заради тие прибирања во самите карате федерацијски сојузи, ние на федерација не отиде, после почнав со факултетот и приоритет ми беше кардиологијата. Ви благодарам за исцрпниот дел околу вашиот приватен живот. Оливер, денеска бевте на повеќе локации во Штип, се сретнавте со граѓаните, со штипјани, слушнавте кои се нивните барања, кои се нивните очекувања. Ако може да го споделите тоа со нас, што очекуваат од градоначалникот на Штип? Денеска имав прилика да разговарам со повеќе граѓани на Штип во однос на очекувањата и од изборниот процес, меѓутоа и од тоа како сакаат, како гледаат дека треба да продолжи Штип. Прва констатација на скоро сите граѓани кои што разговаравме денеска беше дека навистина има сериозна промена на подобро во Штип во изминатите 3 години. И тоа го констатираа со многу проекти кои што биле завршени во изминатите 3 години. Дали се тоа асфалтирани улици, дали е мост кој поврзува еден со друг дел на град, дали е изградбата на новата градинка во Штип со сопствени средства од општината, проекти кои што ги реализиравме заедно со владата и така натаму. Едноставно, основните потреби кои што ги заслужуваат сите граѓани се во фокусот на вниманието и тоа треба да бидат во фокус на вниманието како предуслов за одржување на локалните избори. Мислам дека очекувањата се прво да продолжи Штип цврсто по тој пат и уште повеќе да сме напреду. Второ, да се створат еднакви услови, еднакви можности за живот на граѓаните во Штип секаде, без разлика каде живеат, дали живеат во централното градско подрачје, дали е тоа во приградските населби или е во руралните средини, заради тоа што има средба со повеќе од такви луѓе и сите очекуваат дека навистина дојде времето, моментот во кој што може да ги реализираат своите очекувања. Затоа што баш неколку луѓе ми рекоа ако може со години да чекаме да имаме, не знам, чиста вода во Балканска и не се направија со многу промени на мандати на градоначалници, а се реши сега за 1-2 години, тогаш сигурно дека може да се решат уште многу други проблеми кои што ги имаат многу од населените места и од селата. И второ, се чувствува таа верба во Сашко Николов. Затоа што го знаат како човек, како професионалец, како некој кој што се градел овде во градот и затоа сметам дека таа нивна верба тоа ја надополнува со сето тоа што го правеше во изминатиот период и чувствува дека имаме навистина, ќе имаме градоначалник кој што ќе биде навистина татко на градот и ќе го држи во сигурни раце. Мислам дека една од најважните карактеристики кои што сакам да истакнам пред граѓаните е тоа што го одбра Сашко да го направи во Штип, а не во Скопје, не во некој од европските центри. Тоа е патриотизам. Патриотизам не е да зборувате само за тоа колку ја сакате Македонија и колку ги сакате граѓаните на оваа наша земја, ама во постапките, во делата, да не правите ништо што ќе го докажува тоа. И мислам дека вербата е заради оваа ситуација. Ако можел Сашко Николов со неговата стручност, со компетентност
со експертиза која што има, да оди, не знам, во Берлин, не знам, во Швейцарија или било каде на друго место и да зема огромни суми на пари, тоа одбра дека е многу поважно да биде овде, во својот град, со своите сограѓани, да направи нешто добро за државата и мислам дека тоа е една доволна препорака што е тоа што може и што треба да го направи во наредниот период. Така да, таа верба во тој дел мислам дека преовладува кај граѓаните. Верба и доверба, ги спомна Оливер, навистина многу важни карактеристики, важни моменти и одлучувачки кои што можат да бидат причини за да се даде гласот на одреден кандидат за градоначалник. Како доктор, Штипјани ја имаат таа доверба во вас и тоа безрезервно. Сега во вашата програма, како што имав можност да видам, вие сакате да го продолжите и тој пат на општината, која што чинам дека беше прогласена и за една од најтранспарентните општини, што е дополнителна сигурност дека општината е место, институција во која што граѓаните треба да имаат доверба и можат да се обратат во секој момент за својот проблем или кога станува збор за проблем во одреден дел од градот, не мора тоа да биде само индивидуален проблем. Кажете ми нешто повеќе околу ова, која е вашата замисла на функционирањето на општината, дигитализирани услуги, што конкретно тоа значи? Ке почнам одговорот на малце и пошироко прашање од перспективата со пандемијата. Во времето на пандемијата, кога буквално имавме една вонредна ситуација во државата, имавме една ситуација каде што наши сограѓани беа ставани во изолација поради позитивноста на ковид вирусот. Значи, во тој период беа цели семејства ставани. Кога тие семејства беа изолирани од остатокот од општинското функционално делување, на самата општина излезе во пресред за да им даде првен сигурност на овие граѓани. Не само на овие што беа во изолација, него и на оние кои што функционира. Да во случај влезат во изолација да знаат дека во секое време ќе може да се потпрат на општината и на услугите од општината. Така да уште во тоа време се формираа посебни групи на волонтери кои што имаше отворена линија, 2 линии беа отворени комуникацијски за да сите овие наши сограѓани кои што беа во изолација да може да контактираат за да добијат било каква помош, дали тоа ќе биде во набавување на мирници, лекови, плаќање на сметки или евентуално било каква техничка помош која што ќе можеше општината да ја даде. Тоа е моментот кој што и како доктор, и како политичар, и како градоначалник ќе го форсирам и ќе го водам и тоа ќе ме води во работењето. Да ја дадеме онаа сигурност, она безбедност која што општината ќе ја нуди на граѓаните, за да знаат дека тие секогаш ќе може да се потпрат на сите општински институции, на сите комунални предпријатија, па и на безбедносните структури кои што функционира во склоп на градот. Во однос на, го спомнавте, транспарентноста. Значи, општината функционира како резултат на средствата кои што ги собираме од граѓаните. Значи, ние сите земаме пари и плата од граѓаните. Граѓаните се оние кои што ни ја даваат нашата плата и ние имаме задача да одработиме за истите. Ние треба да направиме услови со кои што ќе го подобриме нивниот квалитет, ние треба да направиме услови кои што нашите сограѓани ќе го осетат благодетот на општината. Затоа Штип ќе биде и првата дигитализирана општина во државата, каде што работиме на тоа да одредени сметки, одредени даноци и даночни пријави ги остваруваме преку електронска форма. Да не мора сега во време каде што се забрануваат групирање, се избегнуваат чекање редови или гужвање, да можат сите овие документи да ги добијат по електронски пат, за да завршат работа што имат во самите општински институции без чекање ред од дома. Тоа е едната работа, а другата работа со тоа олеснуваме транспарентноста. Сите овие целиот буџет кој што располага општината треба да биде на располагање на секој граѓанин, на секој наш сограѓанин, да може во било кое време да отвори на интернет да види до каде се проектите, колку пари се потрошили за тие проекти, дали се тие проекти реализирани
и токму и на тоа ќе работиме во идниот период, да транспарентноста, ние сме веќе веб транспаренс, сме број 1 општина, а меѓу првите 2-3 општини во општината, во целата држава сме во општа транспарентност, така дека се бориме тоа да го подобриме на уште повисок степен, бидејќи секој еден граѓан на оваа наша општина заслужува да знае каде се потрошени парите, како се потрошени парите, дали тие проекти се изработени, со каков квалитет се изработени, заради тоа што ние може да направиме една компарација со Скопје 2014 да видиме дека потрошени пари на нешто што изгледа како што изгледа, меѓутоа гледаме дека за кратко време почна да се гледат циглите, почна да се гледа стереопорот и ние тоа не смееме да си го дозволиме како општина. Ако моите сограѓани, моите почитувани штипјани ја дале довербата да јас бидам градоначалник и татко на градот, никако не смееме и како Социјалдемократски сојуз и како влада на ова наша држава да дозволиме фушерај, кичерај и несоодветно работење да биде теркот. Мораме да работиме по правиот пат, мораме да изградиме нешто што ќе биде цврста подлога и основа, бидејќи ние сакаме, тргнувајќи јас како градоначалник на Штип, да го направам Штип да биде еден европски, еден отворен и еден безбеден град кој што ќе биде пример на сите други општини во нашава држава кои што ќе го водат патот према Европската унија. Кога ќе се спомне проект 2014, секако ме подсетува на опозицијската ВМРО ДПМН. Овие избори се случуваат за време на пандемија. Таа партија, најголемата опозицијска партија, одлучи да не учествува на овие избори и тоа изговори пандемијата. Во исто време тоа го прави кога организира и протести по улиците во различни градови. Но она на што сакам јас да се задржаме малку тој политичкиот момент, подпредседателе, колку е важно политичка партија да се стави во служба на граѓаните и вака одговорно да се кандидира за градоначалник, што исто така гаранција дека процесите ќе продолжат и дека проектите кои што се побарање на граѓаните и потребите нивни ќе има кој да ги слушне и кој да ги реши. Политичките партии постојат за избори. Тие се тука да истакнат програма, да понудат кандидати и преку таа понуда која што ја имаат, да ја барат довербата од граѓаните. Ние рековме дека ќе одиме со честна понуда за сите изборни процеси. Сашко Николов е таа честна понуда и ние излегуваме пред Штипјани без никаква недоверба, без никаква состојба во која што ние ќе се поколебаме во еден момент дали треба да се учествува на избори или не. Тоа што го прави ВМРО ДПМН е чисто лицемерие, страф од пораз, бегство од пораз, меѓутоа тоа е нивен проблем. И граѓаните треба да ценат дали луѓе кои што се лицемерни пред сопствениот народ, дали луѓе кои што немаат став по ниту едно важно прашање во државата и луѓе кои што постојано бегаат од политички битки, можат нешто повеќе да придонесат. Знаете, изборите во Штип не смеат во ниту еден момент да се стават во функција дали некој ќе ја задржи партиската фотелја или не. Изборите во Штип се прават заради граѓаните на Штип. И затоа одговорноста на сите политички субјекти се гледа и тука. Дали вие ќе учествувате и ќе понудите кандидати, ќе понудите понуда со која што ќе ја барате довербата од граѓани, или тоа нема да го направите, тоа не е прв пат на опозицијата. Меѓутоа, сметам дека во овие моменти сите оние кандидати кои што се за градоначалник во Штип, сите оние политички партии кои што излегува на овие избори во Штип се навистина одговорни пред се кон граѓаните на овој град. Ние како политичка партија, Социјалдемократски сојуз и целосната коалиција која што имаме, ние таа одговорност сакаме да ја превземеме. Значи, ние не бегаме одговорност, туку напротив, сакаме да ја
превземеме, да ја превземеме преку таа честна понуда, преку една добра програма и преку изборот на Сашко Николов за градоначалник да ги реализираме целите, односно да продолжиме во реализација на проекти на цели кои што ги имаме, да се одвива изборниот процес во време на пандемија и тоа никако не може да биде изговор за неучество на било која политичка партија во изборен процес. Па ние имавме парламентарни избори во време на пандемија. И тие беа спроведени сосема врз основа на протоколите кои што ги утврди Комисијата за заразни болести и Државната изборна комисија. Кој е резултатот? Немаме ширење на вирусот како последица на одржувањето на парламентарните избори. Затоа е многу важно граѓаните на Штип да знаат дека е гласањето безбедно, организирано по сите можни протоколи и 5 минути кои што треба да ги искористите за своето избирачко право, да одлучите за иднината на својот град, да ја земете судбината во своите раце, заради тоа што власта целокупна е во граѓаните. И тие таа власт ја пренесуваат само преку изборен процес во една фер и демократска атмосфера и затоа е важно да знаат граѓаните дека и овие избори ќе бидат сосема безбедни избори, без никаков страв, секој да си го искористи правото на глас и да одлучува за иднината на својот град. Председателот Спасовски претходно, доктор Николов, го спомна моментот дека сте имале многу можности, повеќе можности сигурно, да работите надвор од нашата држава. Впрочем, и вие професионалниот живот одреден период го обавувате во болница, во приватна болница во Скопје, па се враќате назад. Сега Штип го гледате и малку подалеку, покрај тие кои што навидом изгледаат незначајни работи, но веќе чистотата на воздухот, чистиот град стана навистина на врвот на приоритетната листа, со оглед дека свесноста дека токму од тука произлегува причината за добро или лошо здравје, кај луѓето веќе на високо ниво. Како го замислувате Штип? Која е вашата визија за Штип имате во вашата програма Зелен, чист град? Апсолутно. Како кардиолог, тоа веќе на секој интервју, во секоја дискусија, тргнувам од пораката дека како доктор моите сограѓани или пациенти кои што ќе ги третираме и лекуваме горе, им препорачуваме да пешачат и да се движат. Движењето во една чиста средина, дишењето на еден чист воздух е основното здравје, каде што ние како доктори по сите кардиолошки протоколи, првиот лек од избор е поменување на животниот режим и пешачење и движење. Така да, моментално нашиот град има две патеки по кои што се движат нашите сограѓани рекреативно. Тоа е пешачката зона покрај реката Брегалница и пешачката зона по тротарот околу реката Отиња. И двете зони се места каде што загадениот воздух е проблем, за да ги пратиме нашите пациенти или сограѓани да се рекреираат, да дишат чист воздух. Така да еден од приоритетите кој што ќе биде во овој краток мандат кој што ќе го добијам на 13 декември од моите сограѓани е да направиме проектна документација. Зборувам проектна документација заради тоа што до сега не беше направена. Проектна документација каде што ќе определиме мапирање на висински пешачки рекреативни патеки за пешаци, меѓутоа и за велосипедисти и рекреативци. Така да тоа е битна работа, бидејќи Штип е град на ветерот, меѓутоа имаме прекрасни брда околу градот кои што се буквално неискористени, не се мапирани и ние ќе почнеме да работиме на тоа. Населба Мазги, према Шардавамбаши, зборуваме за проектна документација за мапирање на пешачка рекреативна патека, со еден потек ќе решиме два проблеми. Рекреативна патека една страна, а друга страна ќе направиме поврзување на населба Баби со село Карорман, односно ќе овозможиме на децата од село Карорман и сите жители на село Карорман на безбеден пат да можат да стигнат до населба Баби, од населба Баби да стигнат до центарот на градот, што е моментално горчлив проблем за село Карорман, бидејќи патот кој што води до селото и оди од селото према градот е во таква ситуација да не може да се изгради тротоарна патека за пешаците и да имаме безбеден
пешешки трансфер на овие наши сограѓани, уредување на зелени паркови површини во населба Сењак, село Чардаклија, село Каронон повторно. Тоа се приоритети. Кога зборуваме ние за моменталната состојба, ние во Штип амбиенталниот воздух и квалитетот на амбиенталниот воздух го мериме само со една мерна станица која што се наоѓа на општинските кровови. Ние немаме дополнителни мерни станици и искрено како кардиолог, а потоа како жител, еве и од 13 декември како градоначалник, ми е многу битно да го знаеме квалитетот на амбиенталниот воздух. Затоа во нашата програма ставивме поставување на дополнителни мерни станици на одредени точки, пунктови, во критични точки, пунктови во целата општина, со што ние ќе имаме во соработка со Универзитетот Гоце Делчев, ќе одредиме точниот квалитет на амбиенталниот воздух и ќе знаеме каде, што, како да работиме. Кој ќе имате вие еден документ за степенот на загаденост, за квалитетот на амбиенталниот воздух, од овде вие можете да почнете да влечете мерки, дали ќе инвестирате помош со клима инвертори со цел да го намалиме користењето на огромното дрво како енергетска топлотна ефикасност, или сега со новиот гасовод кој што веќе е завршена и градежното одобрение, и веќе треба да се почне, е завршена постапката на експроприација на земјиштата за да се пуштат тие гасоводни линии од 20 километри, кои што на почетокот ќе бидат усмерени према општинските институции, училиштата, градинките, ќе бидат према тир зоните, према инвестиционите зони во Македонка, во индустријските капацитети во Астиво, а потоа ќе се направи една анкета и анализа каде што буквално ќе стигнеме до сите домакинства за да може да користат ефтин, ефикасен енергетски извор кој што ќе биде еколошки битен за нашата животна средина. На тој начин ја заштитуваме животната средина, го прочистуваме и добиваме поквалитетен амбиентален воздух, а од друга страна добиваме за помалце пари повеќе енергија. Горчлив проблем представува и сметот во нашиот град, така да за тоа ќе воведеме посебен режим на собирање на смет, зашто во слуга на нашите комунални претпријатија се веќе и 5 нови специјални возила кои што се чекаат овие денови да се некоја формална документација заврши, да бидат пуштени во употреба. Тоа што го планираме во наредниот период да бидат обезбедени дополнителни 30 нови локации, да се стават контењери, каде што ќе имаме селекција на отпад, на посебно стакло, посебно пластика, со што веќе и со формирањето на јавното предпријатие Еко-Исток, Северо-Исток, каде што општина Штип со 300.000 денари, мислам дека некоја сума е влезено како учесник во формирањето на јавно предпријатие, ќе се формира депонија во Свети Николско Мечкуевско, каде што нашиот отпад ќе биде селектиран и ќе биде депониран таму и на тој начин ќе направиме чиста околина на градот, каде што ќе имаме централизирана депонија, каде што под строги услови ќе се средува и ќе се одржува целата таа ѓубрарина, и најбитниот дел е едукација на населението. Значи, ние можеме да ставиме и различни контењери со различни теми, меѓутоа, ако во домакинствата ние, тргнувајќи од кај мене дома, во еден сат ги сопираме и стаклата и пластиките и остатоците од храна, многу тешко ќе биде тоа да го извадете надвор и во ѓубрето да ги селектирате. Така да ние мораме да почнеме со едукација на населението и ќе почнеме со постепено од населба во населба или заедница во заедница да го едуцираме дека посебно да го селектираме во една корпа да не биде пластиката, хартијата и стаклото, а во друга корпа да не бидат остатоците од храна, за кој ќе го тоа целото извадиме во нашите нови контењери кои што ќе бидат во функција во наредниот период. Нашите комунални претпријатија и помалце плаќаат на јавните претпријатија за собирање на отпад и на тој начин не зголемуваме и чистотата во градот, и редот во градот, и ефикасноста на сите комунали. Така да здрава, чиста, еколошка средина значи здрав, квалитетен живот за нашите сограѓани.
Драго ми е што е на приоритетна листа и нешто со кое што можеби во првите денови ќе почнете да се занимавате и за да го исполните така како што е замислено во програмата. Подпредседателе, на самиот крај сме. Пред доктор Сашко Николов да ја каже неговата порака до граѓаните, би ве замолила и вас за истото. Зошто е важно на 13 декември да се излезе и да се гласа. Јас кажав неколку реченици претходно. Так. Многу е важно да се земе одговорноста за иднината на сопствениот град во своји раце. И затоа е важно граѓаните да излезат на изборите масовно. Рековме дека овие избори ќе бидат безбедни од аспект на здравствената криза, немаме никаков ризик, затоа сите граѓани, без разлика на возраст, без разлика на етничка, на верска и на политичка припадност, повикувам да го искористат своето право на избор, затоа што изборите се моментот кога одлучуваат граѓаните, а важно е да се одлучат за кандидатот на СДСМ и коалицијата, доктор Сашко Николов, за да Штип остане во сигурни раце, да напредува и таа јасна визија која што ја има кандидатот да биде реална. Затоа е важно 13 декември, што е можно во поголем број, масовно и свечено на изборниот процес, и на 13 вечер да го имаме новиот градоначалник на Штип. Така е. Штип во сигурни раце. Повелите, доктор Сашко Николов, вашата порака до штипјани оваа вечер? Воедно, значи, како што секојдневно ние одиме на работа, како што секојаш после работа одиме во маркетите да пазаруваме за намирници за нашите семејства. Така можеме на 13 декември да одвоиме 5 минути од нашето време, да го оствариме нашето демократско право на глас, за да Штип и Штипини добијат легитимен градоначалник избран од граѓаните на општина Штип, градоначалник кој што ќе ги води сите граѓани на општина Штип према иднината, према Европската Унија. Со носење на заштитна маска, со социјална дистанца, дезинфекција на рацете, максимално почитување на протоколите и сите безбедносни мерки кои што ги каже Министерството за здравство, ние покажавме дека на предвремените парламентарни избори како штипјани можеме да покажеме достоинство и политичко достоинство и повторно да го презентираме истото и на 13 декември да кажеме на целата нашата држава дека Штип е град визионерски, Штип е град на политиката, Штип е град на културата и дека Штип останува да биде во сигурни раце. Ви благодарам. Подпредседателе, ви благодарам и вам за присуството вечерва. Драги гледачи, кои што не следевте секако, следбеници кои што не следевте на Facebook, како што знаете, ова е нашиот начин да допреме до вас согласно протоколите за заштита, ги испраќаме пораките и ви ја презентираме програмата на кандидатот на СДСМ доктор Сашко Николов за градоначалник на Штип. Се гледаме повторно, чинам утре вечер, затоа до тогаш останете ми во добро здравје и секако уште еднаш ви благодарам што не следевте. Пријатно!